Поголема мотивација, субвенција од државата и воведување мерки за поконкурентно земјоделско производство. Само на тој начин може да се задржат младите на нива и да се зголемат површините кои ќе се обработуваат. Вака смета професорот Душан Спасов, кој тврди дека за 20 години во земјава дури над 100.000 хектари земјиште не се обработува. Од година на година се намалуваат. Ако вкупно обработлива површина, ако сме имали 1999 година 633.000 хектари. Потоа 2004 веќе имаме 560, а сега имаме нека обработлива површина 519.000 хектари. Значи, тоа е обработлива површина која веќе ја нема како обработлива. А ако земеме во предвид дека и голем дел од површините како се водат како обработливи, но не се работат. Значи, можеме да кажеме дека скоро 1/3 од целокупната обработлива површина секоја година не се обработва, не се работи. Дека не се обработува земјоделското земјиште во Струмишкиот регион тврдат и жителите по населените места. Заради селување на младите и немање соодветна стратегија, се помалку се обработуваат нивите. Абе, ние за нас ќе извадиме, ние што работиме ние. Ама тај што не работи, што ќе извади? Нема сега стари луѓе, нема млад народ. Нема бе човек, запустено е. Ти сега така со колата нема, с трактор аз да те прошетам да видиш што е това. Пустош. Па напуштено нема кој да го обработи. Гледај што е тука. Само ние сме тука, това лојцо го обработуваме, ја тие тука се прелози на таму, нема кој. Кој ќе го обработува? Нема млади или што е работат? Нема млади, само стари устанаа, инвалиди. И нема кој да работи. Професорот Спасов смета дека конечно во земјава треба да се имплементира аграрната стратегија, а не да стои само на лист хартија, да се знае кој реон што треба да произведува, но и да се стимулира, за да не бидеме увозно зависни. Ќе погледнете во Министерство за земјоделие или во владата, на секои 7 години имаме национална стратегија за развој на земјоделието и рурален развој. Значи, ако тие стратегии доволно е да се имплементира, значи, ние сигурно нема да дошло до таа, да кажам, во таква состојба како што е сега земјоделието. Да бидеме многу увозно зависни. Се претпоставува дека во Струмишкиот регион 1/4 од обработливото земјиште стои необработено, иако поголемиот дел од истото е под систем за наводнување.